إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nije bi'idhnillahi ta'ala sme već pri kraj na ova poglavje vo opisuvanjeto, vo načinot na namazot, kako si ima klanjato naši poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Znači samo pri kraj na ova poglavje, a sve ušte продолжуваме со книгата на намазот, Китабу Салат. Следниот хадис кој го спомнуват авторот Ибн Абдул Хади Ал-Хамбали рахимахуллах е وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته يسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. В овој хадис кој го пренесуваат Абдулла ибн Умар радијаллаху анхума, кажуваат дека посланикот салаллаху алейхи ва селам кога седнуваше за тешахуд, значи дали тој првиот тешахуд или последниот, посланикот салаллаху алейхи ва селам ставаше неговата лева рака на неговото лево колено, а десната на неговото десно колено. И со десната рака правеше пегамберот салаллаху алейхи ва селам знак на бројот 53. Знак на бројот 53. Значи кај арапите има бројови со знаци, можеш да ти каже тој кој број сака да ти кажете. Значи бројки поголеми. Само со знак, зашто ова арапски, ова крукчево е 5. И трите што се назад прсти 53. Значи 53. Значи тоа е знак на арапски, значи за бројот 53. И исто, значи во тој начин покажуваше пегамберот салаллаху алейхи ва селам, ги имаше дигнато неговиот показалец. Значи левата рака на левото колено горе, и значи да не бидат ни многу стобрани прстите, ни многу расширени, она слободно држење. А десната рака на десното колено и го дигнуваше пегамберот салаллаху алейхи ва селам неговиот показалец, значи беше кренат. Значи ова е дојдено овде, значи во пренесување на Муслим. Сахих Муслим овај хадис. Дека пегамберот салаллаху алейхи ва селам во тешахуд, и овде Абдулла ибн Умар радијаллаху анхума кажува дека во целиот тешахуд, значи тука нема исклучок само кога се изговара шахадетот да го дигниш показалецот, туку Абдулла ибн Умар радијаллаху анхума, што беше едни од тие сахаба што жестоко го следеа пегамберот салаллаху алейхи ва селам и го следеа и го пратеа во неговите дела и во неговите кажувања и зборови, кажува дека во тешахуд, во целиот тешахуд го имаше пегамберот салаллаху алейхи ва селам дигнато неговиот показалец. Значи го имаше пегамберот салаллаху алейхи ва селам дигнато неговиот показалец. И велит шејх Зеид рахимахуллах во објаснувањето на овој хадис дека ова е од делата на намазот. Значи дела кои се учинуваат, значи со телото.
тука значи каде се ставаат раците. Значи позицијата каде се плацираат раците во текот на седење на тешехуд. Значи некој на тешехуд, ако се заприметиле, ги ставаат раците меѓу двете нозе. Зошто мислите дека немат некоја посебна положба кој треба тој да ги стави неговите раце. Сето тоа слабост е негова на прва линија, а исто оние кои ја учат, значи верата. Значи затоа треба да знае муслиманот каде да ги стави неговите раце во тек на седење на тешехуд. Дали е тој првиот тешехуд или последниот. И во целото време се чува показалецот дигнат. Се чува, значи, показалецот дигнат. Во другиот хадис, кој го пренесуваат Абдулла ибн Зубейр, кажуваат Абдулла ибн Зубейр радијаллаху анхума, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى. Во овој хадис кажуваат Абдулла ибн Зубейр начинот на седнување. Начинот на седнување во последниот тешехуд. Значи, во пладне пример, во четвртиот рекат, кога седиш долу. И така натаму. Значи, во последниот тешехуд е она седењето на джулус ет-таваррук. Джулус ет-таваррук, како што ви покажав, пред некое време, значи, што се става, значи, левата нога под десната. Значи, под коленото и долниот дел, тука се става, значи, левата нога, тоа само во последниот тешехуд. И така тогаш имаш потреба за повеќе место, треба да пазиш, значи, на оние кои се до тебе. Значи, да оцениш ситуацијата, дали има доволно место или нема. Не само ти да решиш, јас, зашто вели Шејх Зейд рахимахуллах, дека се оние работи кои се препорачливи да се прават. Значи, не само ти да правиш некоја препорачлива работа, а на другата страна му нашетиш на муслиманот, што ти толку него го втеснуваш, што тој не може више само чеката од двај да дај ти имам селам. Не може ни да се концентрира во неговиот намаз. Значи, сите овие работи треба муслиманот да ги имат во предвид, значи, во предвид. Следниот хадис, а тој од Абдулла ибн Мас'уд радијаллаху ан, кажуваат: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. إبراهيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Абдулла ибн Мас'уд радијаллаху анху кажуваат дека ние во почетокот на намазот, кога почнавме, значи, да го клањаме, велевме во намазот, во тешехуд кога седевме, значи во тешехуд кога седевме, ессаламу ала Джибрил ва Микаил. Или во други пренесувања што ќе дојдат, ессаламу ала Аллах. Селам на кабидит на Аллах субхана ва таала. Или тука на Джибрила и на Микаил, на мелачината. И ессалам ала фуланин ва фулан. Значи со имиња ги спомнуваат. Значи кој сака ессаламу ала Аби Бакр ва ала Омар и така натаму, или други од нивните фамилии. Значи специфично ги спомнуваат со име. Ова беше, значи, во првото време. Но потоа пегамберот салаллаху алейхи ва селам кога ги слушна, тогаш им се обрати после намаз и им рече: навистина Аллах субхана ва таала тоа е што е ессалам.
Znači, jedno od imenjata Allahov je As-Salam. Zato ubo ime isto Abdus Salam. Abdus Salam. Не значи некој имења што се ставаат, што ти знам ја, значи некогаш муслиманите се прашуваат, абе ова име и повеќе се оние кои прашуваат за имења муслимански, што тие малце сакаат да бидат малце европски имењата. Значи тој сакаат и, значи и на да бидат малце и името на неговото син или ќерка, значи џомити исламско муслиманско, ама да звучи значи европско. Да. Значи, ретко слушаш денеска во нашите редови да некој да го именувал неговиот син Абдус Салам. Абдус Салам. Значи, многу убаво име. Абдус Салам. Но за жал, тоа е ретко. А потоа, пегамберот салаллаху алейхи ва салам, кога им забрануваше нешто на неговите асхаби, им ја отвораше вратата на оние работи кои им на нив дозволено. За тие како да учинуваат ибадети. Тогаш им рече пегамберот салаллаху алейхи ва салам, кога некој ќе се клањат и ќе бидат во тешахуд, значи ќе бидат во тешахуд, тогаш на ќе изговори, значи ат-тахијату лиллахи вас-салавату ват-тајибат, ассаламу алейка ејюхан наби ва рахматуллахи ва баракату, ассаламу алейна ва ала ибадиллахи салихин. Значи ова се вели. И потоа вели пегамберот салаллаху алейхи ва салам, кога вие го велите овај начин на тешахуд, на тахијат, ова го опфаќат секој еден праведен роб Аллахов, дали е тој во небото или во земјата. Значи нема потреба значи да велиш ассаламу ала Џибрил, ассаламу ала Микаил, ассаламу ала Исрафил, ассаламу ала, значи на други со имена да ги спомнуваш од Аллаховите робови. Доволно е, значи, овај начин на ет-тахијат да се прави и ти, значи, со тоа се опфаќат секој еден на Аллахов роб. Дали е тој на небото, значи мелачината, или на земјата, И во другиот хадис, токму тоа им вели пегамберот салаллаху алейхи ва салам, зашто сахаба велеле ассаламу ала Аллах мин ибадихи. Селам на кабиринат Аллах од неговите робови. Тогаш пегамберот салаллаху алейхи ва салам рече ла текулу ассаламу ала Аллах. Не велите на кабири селам од Аллах субхана ва таала, фа инна Аллаха хуа ассалам. Се нависна Аллах субхана ва таала тој ассалам. As-salam. Zato treba Abdus Salam. Ili Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Drugiот hadith, a to je od Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, kažuvat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما кажуваат дека посланикот صلى الله عليه وسلم не учеше нас тешахудот, значи што да велиме, која дова да изговараме, кои зборови да ги изговараме во тешахуд, онака не учеше нас како што не го учиш едно сура од Куранот. Значи, така прецизно и внимателно, како што не го учиш едно сура од Куранот. Значи, таја дова, која треба да се изречи, да се изговори во тешехуд, така прецизно и добро не учеше нас пегамберот салаллаху алейхи ва салам, како што не учиш исто, и значи сурињата кога се објавува. А потоа исто, другиот хадис, велит ибн Абдул-Хади рахимуллах, го пренесуваат Абдуллах ибн Мас'уд радијаллаху ан, велит кунна некулу фи ссала qabla an yufrada at-tashahhud ассаламу ала Аллах. Значи, овде со ова пренесување сега од Абдуллах ибн Мас'уд радијаллаху ан, разбираме
znači во кое време изговара сахаба ридвануллахи алейхим ассаламу аля Аллах, саламу на кабиринат Аллах субхана ва таала, значи пред да биде тешахудот направен фарз. Значи пред да биде направен тешахудот фарз, изговара сахаба ридвануллахи алейхим, значи нека биде саламу на Аллах субхана ва таала, на Джибрил, на Микаил и на филана, ова значи беше пред да станете тешахуд фарз. А потоа значи станат задолжност. И вели шейх Зейд рахимахуллах дека првиот тешахуд во намазот, пример во планне, првиот тешахуд во вториот рекаат е ваџиб. Кои го застават со намера, значи од вториот рекаат не седна тешахуд, току вели јас нема време денеска, треба пократко да заврша, директно на трети рекаат. Значи има такви луѓе, брат. Ако го прави тоа со намера, намазот негов е расипан, батил. А ако заборавит, се случува да заборавит, значи стануват и више испрање. Се исправил, тогаш, значи, правиш сеџде сехва, а тоа го прави, значи, на крај. Но, сето тоа, значи, треба многу пазење и да не влези шејтанот, значи, да не те измами шејтанот, за да почнеш некои работи сам да ги интерпретираш, за накрај дури и можеби поради такви работи си во опасност и излагање од верата. И исто другиот хадис, односно есер е тој од Омар радијаллаху ан, велит ибн Абдулхади рахимахуллах, дека Омар радијаллаху ан велит: لا تجزي صلاة إلا بتشهد. عمر رضي الله عنه велит дека намазот не е валиден, нема награда човекот освен со тешехуд. Значи без тешехуд, значи нема човекот награда, не е важен, значи неговиот намаз. Следниот хадис, а тој од Фадал ибн Убейд, кажуваат: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو بعد بما شاء. Ovde kažuvat Fadala ibn Ubejd radijallahu an, дека пекамберот салаллаху алейхи ва селам слушна еден човек да се молит во намазот, да чинит молитви, да правит молитви. Но предходно, значи пред да почне со неговите молитви, со неговите потреби за кои тој му се моли на Аллах субхана ва таала, тој не го славеше и не го величуваше Аллах субхана ва таала. И не правеше салавати за пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Тогаш рече пекамберот салаллаху алейхи ва селам: овај се избарса. Значи директно тој. Ни да речете алхамдулиллахи раббил алемин или алхамдулилlah ва салату ва саламу ала набина. Директно: Аллах, дај ми ова, Аллах, од страни го ова од мене и така натаму. Директно. Без да го славит Аллах субхана ва таала и без салавати за пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Кога слушна пекамберот салаллаху алейхи ва селам, значи може би човекот имаше влезено, пекамберот салаллаху алейхи ва селам беше в џамија со неговите асхаби, тој влезе и се клањаше, значи, техијатул месџид. И во текот, значи, на сеџде правеше може дова. Ама малте гласно, може би, што толку го слушна пекамберот салаллаху алейхи ва селам него, и тој тогаш значи рече тогаш пекамберот салаллаху алейхи ва селам: аџила хада, значи тој се избарза. Се избарза што не ја почна неговата молитва со славење на Аллах субхана ва таала
и салавати за пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Потоа пекамберот салаллаху алейхи ве селем го повика него. Значи не го остави него така. Ова има мерак луѓето денеска. Колку и колку грешки се прават, не сака никој да го земи настрана, мрши брат, има сгрешнато. Ова не ти чини. Ова не е добро. Значи, луѓето не сакаат денеска критика. И тој што ги критикуваат не го сакаат. Значи, навикнати се само да бидат пофалувани. Навикнати се само да им судират, значи, по рамениците. Но види како беше пекамберот салаллаху алейхи ве селем, дури овие работи што се само препорачливи, што не се фарс. Значи, овде се работи за фарс, за препорачлива работа, го повика пекамберот салаллаху алейхи ве селем и му рече нему, кога некој од вас се кланјат и значи сака да учини дова молитва, тогаш нека започне со славење на неговиот Господар, значи Аллах субханаху ва таала, и увеличување, а потоа исто салавати за пекамберот салаллаху алейхи ве селем, а после тоа нека се моли што сака тој. Значи после тоа, после славењето на Аллах субханаху ва таала, захвалувањето на Аллах субханаху ва таала и салавати за пекамберот салаллаху алейхи ве селем, после тоа тој нека се моли за што сака тој. За што сака тој. Но денеска за жал луѓето, муслиманите односно, тие се, значи кога имаат тешкоти, кога имаат вознемирувања во нивниот живот и потреси, тие размислуваат, значи кај кој човек да најдеме врска, да најдеме нешто, не знам што, а никогаш не помислуваат да се вратат кај Аллах субханаху ва таала. Никогаш не помислуваат да се вратат кај Аллах субханаху ва таала. Се кажува во книгите на тефсирот дека остварувањето на сонот на Јусуф алейхи селату ва селам кој го виде 11 звезди, сонцето и месечината, траеше 40 години. Но Јусуф алейхи селату ва селам не изгуби надеж и беше цврсто убеден дека тоа Аллахово ветување ќе се оствари. А ние сакаме некој паш за 40 минути све да ни биде наместено. Ако не се случеше, велат алимите, да Јусуф алейхи селату ва селам не паднеше во бунарот и не беше паднат во затвор, немаше да стигнете да биде водич на египчанската економија и да стигне тоа врвно место. Но Јусуф алейхи салату ва селам и оние кои беа со него во челијата, тие двајцата, кога видоа тие двајцата сонови, кога бара да Јусуф алейхи салату ва селам да им ги објасни на нив соновите, предходно му рекол, ние те гледаме, тебе те ценевме, дека ти си од доброчителните луѓе, доброчителен си човек. И потоа кога Јусуф алейхи салату ва селам стана од владарите на Египет и на економијата, кога дојдоа неговите браќа и тие уште не го знаат дека тој е тој, тие му рекоа на Јусуфа, ние те гледаме, ти си од доброчителните. Алимите велат, значи Јусуфа не го измени позицијата. И кога беше во Чилија, беше доброчителен. И кога беше на врвот на позицијата, на државата, беше пак исто доброчителен. Ова е, брат. Не дуњалокот да те изменит. Не позициите да те изменат. Не парите да те изменат. Туку да бидеш цврст, во Аллаховата вера и да се вратиш кај Аллах субханаху ва таала. И Јусуф алейхи салату ва селам беше цврсто убеден дека Аллах субханаху ва таала, иако беше тој веќе, значи ти замисли, си више во затвор паднат и нема за тебе излез. Ти си забораен више. Ама сонот имаш виден, уште тој не е осварен. Јусуф алейхи салату ва селам беше цврсто убеден дека тој сон ќе се освари. Дека Аллаховото обетување е вистина. А ние одма сакаме за 40 сати, за 40 минути, за 40 дена. И стануваме вознемирни ако нешто не ни е за напред. Само за неколку месеци. Тоа се гледа колку сме цврсто убедени. Сработата не е само со зборови. Значи затоа значи
човекота се враќат ке Аллах субханаху ва таала и на почеток го славит Аллах субханаху ва таала и праќа салавати за пекамберот салаллаху алейхи ва селам, а потоа прави дова за тоа што сака тој. И дури еден од селеф, еден од имамите на селеф, тој имал некоја потреба негова, но тој толку почнал да го славит Аллах субханаху ва таала во неговата молитва, што заборавил зошто имал потреба више. Значи тој неговата храна, неговата мир е нашал поучи во славењето на Аллах субханаху ва таала, што за неговите потреби, што му биле дуњалошки некои потреби. А ние денеска што побар го сакаме. И ако се молиш, ако прашалник, значи да ти паднеш на сеќде за Аллах субханаху ва таала, и ако имаш некоја потреба, сакаш само на брзина. Не ти тоа да го осетиш, да чувствуваш, значи да чувствуваш со твојата душа. Не, само на брзина, ради реда. Ја му се молев на Аллах субханаху ва таала. Џуми ти Аллах субханаху ва таала тебе ти е душан да ти испари нешто. Значи џуми ти мора ти направи, јас су олку чист, ја не знам како ка мене нема, јас су го солза. Значи џуми ти има, значи Аллах субханаху ва таала џуми ти е душан да ти ги исполни тебе. Аузу билlah, брат, од вакви мислења. Аузу билlah, од вакви мислења, брат. Треба човекот да се пази многу. Зашто шетанот работи. И затоа вели шејх Зејд, значи, се почнува, значи, например, елхамдулилlah, вассалату вассаламу ала расулилlah. И потоа, значи, продолжуваат, значи, со неговата дова, за која, значи, има тој, значи, наменето. И вели шејх Зејд исто во објаснувањето во продолжание, дека оној кој не починат во неговата дова со славење на Аллах субханаху ва таала и салавати за пекамберот салаллаху алейхи ва селем, тој има работено во спротивно со сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Зашто сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селем беше да на почеток да го славиш Аллах субханаху ва таала и да правиш салавати за пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Зошто? Вели шејх Зејд рахимахуллах, дека правење салавати за пекамберот салаллаху алейхи ва селем, а претходно славење на Аллах субханаху ва таала, ова вели шејх Зејд рахимахуллах, дека е многу поочекувано да ти биде тебе твојата молитва примена. Што ти се кажуваш, а не може пола минута време за тоа славење на Аллах субханаху ва таала и за салавати за пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Значи тоа е од причините за да се прими, значи твојата молитва. Следниот хадис, а тој од Аби Мас'уд al-Ansari radiyallahu anhu قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ovde kažuvate Abu Mas'ud al-Ansari radijallahu an дека дојде посланикот салаллаху алейхи ва селем во меджлисот на Са'д ибн Убада. Значи сахаба беа кај Са'д ибн Убада и пекамберот салаллаху алейхи ва селем дојде тука. А Башир ибн Са'д, значи еден од синовите на Са'д, му се обрати на пекамберот салаллаху алейхи ва селем и му рече: Ја Расулаллах, Аллах субханаху ва таала нима нас наредено да ти праќаме ние тебе салавати.
како е начинот за ние да ти чиниме тебе, значи да ти праќаме салават. Тогаш пекамберот салаллаху алейхи ве селем едно време замолчи. Присутните, другите, рекоа, ние посакавме да Бешир не би го прашал пекамберот салаллаху алейхи ве селем ова прашање. Значи, пожелија да не би го прашал. А потоа, после тоа молчење од пекамберот салаллаху алейхи ве селем, тогаш рече пекамберот салаллаху алейхи ве селем: "Кулу, речите следново." Значи, и овие беа: "Аллахума салли ала Мухаммедин ва ала али Мухаммед, кема саллейта ала али Ибрахим, ва барик ала Мухаммед ва ала али Мухаммед, кема баракта ала али Ибрахим фил аламин, иннеке хамидун маджид." Значи, на овај начин, значи, им научи пекамберот салаллаху алейхи ве селем како да му чината салавати. Шејх Зеид рахимахуллах во објаснувањето на овој хадис велит дека во ова пренесување, од придобивките на ова пренесување е дека е дозволено за еден човек, легитимирано е за еден човек да прашува прашања за да добие разбирање во верата. Зошто Бешир ибн Саад радијаллаху анхума, тој му се обрати на пекамберот салаллаху алейхи ве селем и го праша: значи, на кој начин ние да ти чиниме тебе салавати? Значи, нас не е наредено од Аллах субхана ва таала, но сакаме да знаеме ние начинот. Значи, што значи дека е дозволено да човекот да прашува, значи, прашања кој ќе придобиете разбирање во верата. Се може би ти некогаш некоја работа во прво не ја разбираш, не ја сваќаш. Тогаш што треба да останеш така на тоа ситуација? Никако. Туку на тебе ти тогаш треба да се заинтересираш и да прашаш веродостојни луѓе, кои ти значи имаш доверба во земање на верата од тие луѓе. Значи не се прашува секој еден. Кој текнал, поминал, станал, поминал, јас ќе го прашам него. Не, ова е вера. Ти со ова вера бараш дженнет. Тогаш ќе бидеш многу пазлив кога го прашуваш и од кога земаш твојата вера, односно и разбирањето за твојата вера. Исто од придонесите на ова пренесување, вели Шејх Зеид рахимахуллах, е задолжноста на алимот, односно на учителот, да одговори на прашањето од неговиот ученик. Ако има тој знаење, односно одговор за тоа. Значи, задолжност е. Не пример како некој го прашуваат, некој си филан, што велиш ти за Шејх Рабија? Да, значи како Кутузович и другиве, ги прашуваат што вели за Шејх Рабија, не даваат одговор. Зошто? Тие точно знаат дека со тој одговор ќе се откријат тие. А тој ако е искрен во тоа што го следи, тој или треба да каже ова е мојот став и да биде јавно јасен, или значи тој не е искрен во она што го следите. Значи е кукавица. Зашто оне кој е селефи, тој е многу јасен во неговите зборувања, во неговите одговори. Тој не се плаши од никого. Значи, каде е пречката? Кога ти ќе бидеш прашан, пример, за што ти знам Мухамед Хасан. И сега што јас ќе молчам, не, ќе речаме Ихванес, Хариджи. Ќе бидеш прашан за други филан. Што ќе молчиш? Не. Зашто тоа е измама спрема муслиманите. Ако е тој во заблуда и ти не ги предупредуваш, значи имат во дуњалокот луѓето се или упатени во вистински пат кој треба да ги пофалуваш, или се во заблудни пат кој треба да ги критикуваш. Ама не можеш да речеш јас овде во врска со овај човек, со овај личност, со оваа групација се воздржувам. Не, немат воздржување. Или тие се добри, требаш да ги пофалуваш, или се тие заблудни, треба да ги предупредуваш муслиманите. Ама ти да молчиш, значи тоа е измамнување и превара.
скривување на знаењето. Значи ти она што го знаеш не го кажуваш. А може би човекот има вистински потреба. Значи кога човекот ти го гледаш те прашуваат, тогаш ти одговори му со она прашање кој ти со тоа прашање го обожаваш Аллах субхана ва таала. Па тој дали ќе биде со тебе задоволен или не, тоа е друг муабет после. Ама ти одговори со тоа прашање кој ти бараш задоволството Аллахово. Затоа кога ви вела некогаш браќа, значи некој погрешно разбираат, тие луѓе не биле во нивниот живот еден миг селефи. Значи еден миг. Тие не осетиле што е селефија. Значи тие од почеток не биле селефи, од почеток. После, во текот на барањето на знаење, немале контакт со алими селефи. Значи, кога ти се направени селефи? Никогаш. Значи, тие немале, значи, тие допир со селефи. За да имале можност, да слушнат вакво разбирање, вакво објаснување, па да ги сватат работето поинако. Значи, тие немале, брат, никогаш. Тие од почеток погрешно кренати и на тоа се останати. И многуте од нашиве земји што одат во Медина или на други места на учење, тој не оди таму за да научи таму нов менхедж. Не, тој оди таму да научи малку арапски, едно друго, за да дојде тука, значи, да се продават како оџа. И во Скопје имало луѓе кои им велеле на што биле наши многу постари на другите. Вие не учите многу. Вие кога ќе се вратите кај нас дома ќе бидете како Шех бин Бас. Значи вака им велеле од почеток, значи ти не учи многу, не се замарај многу. Ти ќе се вратиш кај нас, ти ќе видиш како Шех бин Бас. Значи затоа зашто кај нас е нивото на знаење многу ниско. И тој иде тоа таму, тој два збора ќе ги сплетка на арапски, ти мислиш овие човек е, значи, алим, професор, шејх, како сакаат ги нарекуваат. А тој неписмен. Значи, разбирате? Затоа требите врвно пазење и кога ќе знаеш и за тебе исто важи нешто утре, кога ти си научил нешто точно. Значи, ти некоја работа се научил точно. Например, се овде кај нас во Дрсовите. И ти се прашуваш за таа работа утре ден. Ако имаш знаење, тогаш одговори. Значи, ако има знаење, одговори. Ако нема знаење, тогаш молчи, речи јас ќе прашам. Ама не ти го знаеш нештото и го скришуваш, го криеш. И вели Шејх Зейд рахимахуллах дека учење салават за пекамберот салаллаху алейхи ва селем во последниот тешахуд е ваџиб. Во последниот тешахуд е ваџиб. А во врска учење на салават во вториот тешахуд, односно во првиот тешахуд, значи во првиот, значи во пладне во вториот рекјат кога седиш долу, дали треби тогаш или не треби? Шејх Зейд рахимахуллах вели дека некој дел од алимите го гледаат тука и на тоа место треби да се учите, значи салават за пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Од тоа мислење ги имат исто Шейхул Ислам Ибн Баз рахимахуллах. И исто Имам Ал-Албани рахимахуллах. Значи исто во првиот тешахуд да учиш, значи салават за пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Другиот хадис, а тој од Абу Бекр ас-Сиддиқ радијаллаху та'ала анху, أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه. Во овој хадис кажуваат Абу Бекр ас-Сиддиқ радијаллаху анху, јас му реков на пекамберот салаллаху алейхи ва селем, научи ме една дова, една молитва, кој јас ќе ја учам неја во намазот.
која јас ќе ја учам неја во намазот. Тогаш му рече пекамберот салаллаху алейхи ве селем, речи следново: О Аллах, јас на вистина си направив на себе си огромен зулум. Ја да му речеш некому денеска учи ова, речи ти си нормален, ја зулумџија ти изгледа тебе? Така тој е за никаде, од глава до петници е за никаде. Вели ти најдовадова мене ме учиш сега? А овде пекамберот салаллаху алейхи ве селем ме учи на Абу Бекр ес-Сидик радијаллаху анху. Брат, значи најдобар човек на дуњава после пекамберите, Абу Бекр ес-Сидик радијаллаху анху. Вели пекамберот салаллаху алейхи ве селем, кога го прашува тој пекамберот салаллаху алейхи ве селем, научи ме една дова, пекамберот салаллаху алейхи ве селем, ова дова да учиш. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. O Allah, јас на вистина си направив на себе си многу голем зулум. Значи човекот треба да се гледа пред Аллах субхана ва таала како зулумџија, како да не исполнил Аллаховите права. А не ти мислиш дека малце брадиче си пуштил и ми кажуваш немат коме јас уште во џеннет. Види која дова ме учи пекамберот салаллаху алейхи ве селем на Абу Бекр ес-Сидик радијаллаху анху. Брат, пекамберот салаллаху алейхи ве селем вели Абу Бекр фил џенне. Абу Бекр е во џеннет. ولا يغفر الذنوب إلا أنت. И никој не ги опростува гревовите освен ти, ја Аллах. Значи да знаеш, никој не може да ги опрости гревовите освен ти, о Аллах. فاغفر لي مغفرة من عندك. Опрости ми така со едно опростување од кај тебе. وارحمني, исмилувај ми се. Inneke entel gafurur rahim. Ти си навистина оној кој опростуват и се смилуват. Ова е значи во Бухари и Муслим. Во Бухари и Муслим. Вели шех Зейд, рахимахуллах, дека ова дова, каде е незиното место? Местото на оваа дова, каде е? Кога се учи? Во последниот тешехуд. Во последниот тешехуд, после правење салават за пекамберот салаллаху алейхи ве селем, е место за учење на оваа дова. Значи пред давање селамот. Пред давање на селамот е местото за учење на оваа дова. И исто вели шех Зейд рахимахуллах, дека е дозволено и надвор од намазот да се учи оваа дова. Значи, и во намазот, што е тоа уште подобро и посакано, но исто и надвор од намазот, надвор од намазот може да ја учи тој оваа дова. Вели шех Зейд рахимуллах исто, замисли ти тука Абу Бекр ес-Сидик радијаллаху ан, тој барат од пекамберот салаллаху алейхи ве селем да го поучи една дова кој тој ќе ја учи неја. А пекамберот салаллаху алейхи ве селем за неговиот најсакан сахаби токму оваа дова му ја одбират да ја учита. Што значи дека пекамберот салаллаху алейхи ве селем, што вели шех Зейд тука рахимахуллах, пекамберот салаллаху алейхи ве селем не го учи него освен нешто што е за него највредно и најдобро. Значи највредно и најдобро. А некому да му речеш денеска рече оваа дова, јас навистина о Аллах сум многу голем золумџија, ето што ти изгледам на тебе криминалец, ко мене нема јас сум аџија, ние сме сите фамилија аџи. Така? Или не знам што ќе ти кажува нана моја, стар бабо беа вакви и такви, добро, тие беа, ти како си? Тие за себе биле, ти како си? Ти ми видиш мене зулумџија. Човекот треба да се каже пред Аллах субханаху ва таала слаб, дека е слаб, дека има потреба за Аллах субханаху ва таала, дека е
onoj koji ne ги исполнуваат Аллаховите права онака како што му доликува на Аллах субханаху ва таала. А не да се мислиш ти со твојот ибадет што го правиш дека ти си више готово, на врвин степен стигнат. Вели Шејх Зейд, овде со оваа дова се кажуваат робот дека тој е слаб и дека тој е грешник. Дека тој е слаб и дека тој е грешник. Секој еден од нас треба да се размисли самиот искрено со себе си, кога имаш помислено за тебе дека ти си голем грешник. Не бара одговор ни од мене, за мене, ни од вас за мене. Секој ден да си мисли за себе. Значи, секој за себе мисли подобро и подобро само. Да се гледа човекот, значи, со окото на критика, со окото на мана во себе си, ретко има такви луѓе. Само се гледаат со окото, значи, на милост, со окото на добро, дека јас сум добар, ко мене нема, јас сум чист, јас сум праведен. Исто, да знајт, вели Шејх Зейд рахимахуллах, да биде во потполно знаење робот, дека опростувањето на гревови само е од Аллах субханаху ва таала, од никој други. Значи, никој не може да ти ги опрости гревовите, освен еден и единствен, Аллах субханаху ва таала. Следниот хадис, а тој од Абу Хурейра радијаллаху ан, кажуваат Абу Хурейра, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. Вели пекамберот салаллаху алейхи ва селам, кога некој ќе учи тешахуд, а потоа нека му се моли на Аллах субханаху ва таала да го заштити Аллах субханаху ва таала од 4 работи. А тие се следните: Аллахумма inni a'udhu bika min azabi jahannam. О Аллах, јас ти се молам тебе да ме зачуваш, да ме заштитиш од казната на джехеннем. Wa min azabil qabr, и од казната на кабурот. Wa min fitnatil mahya wal mamat, и да ме заштитиш, да ме зачуваш од фитнината, од спровите, од искушенијата во животот и во смртта. Wa min sharri fitnatil masihid dajjal, и да ме зачува, значи, од злото на фитнето, од деджалот. Значи, од овие работи се препорачува за верникот, да ги изговарат пред да дадат селам. Пред да даде селам, да ги изговарат, значи, да ги изговарат овие молитви. Во пренесувањето на Аиша радијаллаху анха je počnuo pejgamber sallallahu alejhi ve sellem Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal. Што значи овде дека кога го гледаме пренесувањето на Абу Хурейра радијаллаху ан и пренесувањето на Аиша радијаллаху анха, значи имаат разлика кога се спомнуваат работи. Што значи дека работата е многу лесна. Значи не е многу толку ограничено, што без друго, значи ако почнеш пример со верзијата на Аиша радијаллаху анха, е добро. Нема никаква пречка. Ако почнеш со верзијата на Абу Хурейра радијаллаху ан, и тоа е добро. Значи си го остварил целта. Значи никаква спорна работа нема во врска со тоа. Следниот хадис, а тој од Уаил ибн Хуџр радијаллаху ан, قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم على يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Во овој хадис, кој го пренесува од Уаил ибн Хуџр радијаллаху ан, вели јас се клањав со пекамберот салаллаху алейхи ва селам. И даваше селам пекамберот салаллаху алейхи ва селам на десната страна, Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. И исто на левата страна, истото.
Шейх Зейд рахимахуллах велит, дека ова е исто дозволено, но најпознатото е со Ассаламу алейкум ва рахметуллах. Исто на левата страна исто така. Тогаш се прашуваат прашањето, а тоа е кога се дават селам, значи селам кој го завршуваш намазот и излагаш од намаз, дали двата селами се задолжни или само првиот? Мисленето на големиот број од алимите е дека двата селами се задолжни. Значи двата селам, и на десната страна и на левата страна се задолжни. Ова е големиот број на алимите да го имаат ова мислење. Што значи дека ако ти го даваш селамо на десната страна и испушташ воздух, ти намазот ти е уништен тебе. Или изговараш зборови што се надвор од намазот. Некој те прашува, ти му одговараш тогаш. Намазот, значи, ти се поништува. Но имат во места, во држави, кои даваат само од десна страна само селам. Како, например, Мароко. Ти ако појш Мароко, скоро во сите џамии, само на десна страна се дава селам. Ти, ако не си навигнат, ако не знаеш прв пат во таа земја, ти ше долго ќе чекаш на левата страна. Ти сите ќе излеза надвор, ти ќе чекаш кога да на левата страна. Разбравте? Значи, затоа требите да имаш, значи, во предвид. Но, најправилното мислење е дека е ваџиб, задолжност, да се даде селам на крај на двете страни. На десна, а потоа на лева. Следниот хадис, кој го спомнува авторот Ибн Абдул Хади рахимахуллах, а тој е од Ан Варрад كاتب مغيرة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه. وراد кој беше катиб المغيرة. وراد беше човек кој писар беше. Пишуваше она што му го учеше и кажуваше Мугира ибн Шу'ба ради Аллаху анху, еден од сахаба Мугира. Значи писарот од Мугира. Во времето на Селеф, писарите станува алими. Зошто тие со нивните раце пишуваат цели книги. Значи алимите носеа ним книга цела. Пример, одеше во Медина човек, кај Имам Малик. И имаше еден екземплар од Муатта или од Сахих Бухари, пример. И сега тој сака да имате една копија, како денешно речено. Кај тој катиб, кај писарот, му дава книгата, му вели тебе ти пари, се пазаруваме олку и тој му пишува дневно. За 2, 3, 5 дена да ја земи. И ти замисли тој пример, Сахих Бухари го пишува 500 пати. Тој уште напамет го научуваат. Разбравте? Така. Исто имал едно Селеф, тој му има научено ракописот на својата жена како својот ракопис. За да може што повеќе книги да копират, што побрзо. За да придобиат повеќе пари. Значи, му има на својата сопруга така ракописот научено како својот ракопис. За пример, книгава, наместо да се препиши за 5 дена, тој за 2 дена, за 2,5, за 3. Да биде, значи, побрзо. Да, и тие, пример, толку пишување на книги, тие станати се алими после. А денес, они што работат во како се рекат? Печатница, во печатница, во тие работи, значи, тие дори некогаш не знаат ни книгата како се виката.
Тој ти ја зема книгата, копират, тој не знае ништо копирал. Како едномагаре што носи книги, не знае вредноста на тие книги. Разбиравте? Така. Значи, Катиб Мугира, значи види тој Варрад, тој влезе значи во синџирите на хадисите, а бил само писар. Ама добил знања. Учело тој сахаби, Мугира ибн Шуъба. Кажуват, еден ден ми нареди Мугира да напишам следното, за да му го испратиме на Муавија, ради Аллаху ан. Му пишуват во писмото следното, дека пегамберот салаллаху алейхи ва селам велеше во после секој намаз, одма, после секој фарз намаз, го велеше следното. Значи, и таа довата, што напомнав на почеток, велеше пегамберот салаллаху алейхи ва селам, учеше пегамберот салаллаху алейхи ва селам после секој фарз намаз. Што значи исто дека зикруањето се прави после фарзот. Не е пример клањај пладне сунетите уште и не знам што после јација и витро дури в џамија ќе оклањаат и ајде сега ќе правиме зикра. Чекај бе тие, овде што пишуваат овие хадиси. И овие муттафакун алейхи во Бухари, Муслим. Ти кој хадис имаш? Ти кој аргумент имаш? Овде имаме ние Бухари и Муслим хадиси. Дека зикро се прави после фарзот. И шех Зейд рахималлах вели што? Секој поединачно. Имамот поединачно, оној кој се клања за него, секој посебно сам. А не во заедница. А не во заедница. Исто, следниот хадис, кажуваат Ебу Зубеир, дека Ибн Зубеир велеше после секој намаз, после неговиот селам кога го учеше, значи после селам, давање селам на десната и на левата страна, велеше следното. Ла илаха иллаллах, вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамд, ва хуа ала кулли шейин қадир, ла хаула ва ла қуввата илла биллах, ла илаха иллаллах, ва ла на'буду илла иyyah, лаху ни'ма وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Значи, оваа дова беше од оние дови кои исто, значи е дозволено и легитимирано да се учат после фарзот. После фарзот, значи, да се учат овие дови. Следниот хадис, а тој од Саъд ибн Аби Вақас радијаллаху ан, أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم غلمان الكتاب ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوعظ بهن دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من الفتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. Саъд ибн Аби Вақас радијаллаху ан, тој ги учеше следниве зборови неговите деца, онака како што го учи учителот својот ученик да пишуваат. Значи да научи да пишуваат. Значи толку прецизно ги учеше неговите деца. Што значи дека сахаба ридвануллахи алейхим, селеф, беа пазливи и се грижеа за нивните деца да научат, значи, да научат верата. Значи, и учеа тие нивните деца, ги земаа за рака да ги научат нивните деца. Одредуваа време во кое тие со нивните деца, значи, ќе земеа време и ќе ги учеа, значи, верски прописи. Од тие верски прописи кои ги учеше Саъд ибн Аби Вақас радијаллаху ан неговите деца, беше, им кажуваше на неговите деца дека пегамберот салаллаху алейхи ва селам бараше кај Аллах субхана ва теала заштита од овие
следниве работи. А тоа беше, велеше пекамберот салаллаху алейхи ва салам: о Аллах, јас барам заштита кај тебе од скржавоста. Од скржавоста. Значи, о Аллах, заштити ме, чувај ме, да не бидам скржав. Да не бидам скржав. Скржавост не е од особините на верниците. Скржавост е од особините на евреите, а не на верниците. А колку и колку денес ќе наши муслимани кои се скржави. Wa a'udhu bika min al-jubn. И о Аллах, ти се молам тебе, зачувај ме. Зачувај ме и заштити ме да не бидам кукавица. Исто не е од особините на верниците кукавичност, предавство. Wa a'udhu bika min an uradda ila ardhil umr. И о Аллах, јас ти се молам тебе да ме заштитиш, да заминам толку голема старост во животот мој, толку голема старост што мојот памет ослабува и моето тело. Значи, таа толку више висока старост што више паметот, човекот не знае што зборит, не памти што зборел и неговото тело, значи, се враќат онака како што бил тој више на почеток во неговиот живот. Значи, има потреба за другите. Од ова стање, вакво стање достигнеш, пекамберот салаллаху алейхи ва салам му се молеше на Аллах субханаху ва таала за заштита, да го зачува од таа работа. И исто му се молеше пекамберот салаллаху алейхи ва салам на Аллах субханаху ва таала да го зачува од фитнета, од искушенијата на дуњалокот. И исто од искушенијата во кабурот, од искушенијата во кабурот. Вели шејх Зейд рахимахуллах во објаснувањето, каде е местото на оваа дова, на оваа молитва? Каде е местото? Вели шејх Зейд рахимахуллах, најдобро е, најпрепорачливо е да се изговарат оваа молитва пред да се даде селам. Но може исто и после селамот. Но најдобро е, најпрепорачливо, значи, пред давање, значи, на селам. Следниот хадис, а тој ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. Овој хадис кој го пренесува ثوبان рахимахуллах ва радијаллаху ан, дека пекамберот салаллаху алейхи ва салам кога завршуваше со намазот, 3 пати велеше астагфируллах, 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 и потоа Аллахума анта селам ва минка селам, табаракта зал джалали вал икрам. Ова значи го велеше пекамберот салаллаху алейхи ва салам одма после намазот, и овој хадис е заверен во Сахих Муслим. Следниот хадис од Абу Хурейра радијаллаху ан Расулиллахи салаллаху алейхи ва салам قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Значи, кој изговарат 33 пати Субханаллах, 33 пати Алхамдулилlah, 33 пати Аллаху Акбар и завршува на крај тоа 99 се. И со 100-тиот пат вели ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лаху мулку ва лаху алхамду ва ала кулли шейин кадир. Кој го изговара тоа? Вели пекамберот салаллаху алейхи ва салам, на него му се простуваат неговите грешки и гревови, иако се толку многу колку пењата на морето. Значи, ако се многу грешки, не му се простуваат. Но имам Ал-Албани рахимахуллах вели во објаснувањето на овој хадис, ова награда е огромна. Наградава е огромна многу. Затоа, значи, а во вистина на прв поглед може да му изгледа на човекот такова се лесни работи.
но се бара затоа човекот да биде тој многу концентриран во овие зикрови. Да биде многу концентриран. Не тој вели 33 пати субханаллах на пазар, 33 пати елхамдулилlah, не зна каде му е патот, умота. Разбравте? Значи треба да биде врвно да се труди да биде концентриран. Следниот хадис е од Муаз, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Muaz radijallahu an kažува дека пекамберот салаллаху алейхи ва салам го зеде него за рака. Ова што кажува дека дозволено се земат верниците за рака, да го земиш некого, за да го поучиш нешто. Го зеде за рака и му рече: "Ја Муаз, о Муаз, се колнам во Аллах, јас те сакам тебе." Исто ова е дозволено, вели шејх Зейд рахимахуллах, да ти кога сакаш некого во име на Аллах субханаху ва таала му речеш: "Јас те сакам тебе во име на Аллах." Зашто ова придонесуваат за љубовта меѓу нив да биде душе појачена. Се пекамберот салаллаху алейхи ва салам вели: "Ја Муаз, валлахи инни ла ухиббук." О Муаз, јас се колнам во Аллах, јас се сакам тебе, навистина. Јас ти давам совет, ја Муаз. Вели пекамберот салаллаху алейхи ва салам: "Ја Муаз, јас ти давам совет." Значи после кога му велите јас те сакам тебе, ти давам совет. А советот е: немој да оставиш овие работи да ги изговориш после секој намаз. А тие се: Аллахумма а'инни ала зикрике ва шукрике ва хусни ибадетик. О Аллах, поможи ми во да те зикрувам, значи да правам зикр и да бидам благодарен спрема тебе и да ти чинам добар ибадет, да ти чинам добар ибадет. Значи вели шејх Зейд рахимахуллах во објаснувањето, значи ти се враќаш и бараш помош за твојот ибадет кај кого? Кај Аллах субхана ва таала. Му се молиш на Аллах субхана ва таала да ти поможи за да го зикруваш, да бидеш благодарен спрема него и да му чиниш добар ибадет. Вели шејх Зейд рахимахуллах, зашто навистина викрот е осветлување за срцата и храна за душите и подготовка за ахиретот, што ја земаш со себе. Затоа вели шејх Зейд рахимахуллах, ти ќе видеше имамите на селеф и општо во времето на селеф ќе ги видеше тие беа во секое стање го викрува Аллах субхана ва таала. Дали седеа тие во нивните домови, дали беа на патување, дали извршува некоја работа, тие го викрува Аллах субхана ва таала. Значи нивните срца беа поврзани со Аллах субханаху ва таала. А секој еден од нас треба да се прашат колку значи ние во денот, во текот на денот викруваме, значи правиме викр на Аллах субханаху ва таала. Секој еден треба да се прашат. Следниот хадис тој од Ебу Умама радијаллаху ан قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. Veli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, кој учит ајетул курси и суратул Ихлас после секој намаз, фарз намаз, него не го спречуваат од влезување во џеннет освен смртта. Значи ова е огромна награда. Значи оној кој учит ајетул курси после секој намаз, секој фарз намаз и суратул Ихлас, него не го спречуваат од џеннет ништо освен неговата смрт. Значи ако умри тој, со дозвола Аллахова, ќе биде од џеннетлите. Ќе биде од џеннетлите. Така што сме на крај во ова поглавие и иншаллах од во идниот дерс ќе учиме ново поглавие,
a to je znači poglavlje raboti, propisi u vrska su namazot koji se preporačljivi da se činat, da se pravat vo teko na namazot i raboti koji se nepoželjni da se pravat vo teko na namazot. No to ako vidite se vo idniot ders. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.